Почитувани сограѓани, во досегашната историја на Република Северна Македонија, од нејзиното осамостојување до денес, не се памети социјална реформа како актуелната во која во таков обем, капацитет и мерки го има поместено системот на социјална заштита во корист на најосетливите категории на наши сограѓани. Со трите пакет мерки за социјална и детска заштита и социјалната сигурност на стари лица се изврши целосна преобразба на досегашниот систем на социјална заштита и се воведе социјална правда и основата на секое здраво и напредно општество. Со пакетот на закони за социјалната реформа се прави нов стандард на социјална заштита. Директно се работи на намалување на детската сиромаштија и се унапредени правата на лица со попреченост. И за прв пат е воведен закон за социјална сигурност на старите лица. Целата реформа, која што беше спроведена во широка консултација со сите засегнати страни, веќе ги испорача своите резултати. Во оваа насока, досега над 4000 возрастни стари лица користат социјална пензија. Се работи за лица со возраст над 65 години, кои досега живееле на маргините на општеството и со оваа реформа им се овозможува месечен приход до 6000 денари. Право на надоместок за социјална сигурност имаат стари лица кои што се државјани на Република Северна Македонија, најмалку 15 години и не примаат старосна пензија, вклучувајќи ги и лицата без ден работен стаж. Социјалната помош, односно правото на гарантирана минимална помош, како што е предвидено согласно новиот закон, е покачена за рекордни 300%, со што условите за живот на корисниците значително се подобрени. А за сите работоспособни приматели предвидена е активација на пазарот на трудот со цел нивно трајно извлекување од сиромаштијата. Не само што е воведен минимален адекватен приход или повеќе средства кај најсиромашните, туку се воведени и услуги кои што директно овие лица ќе ги носат до вработување, а децата од предучилишно образование со цел образовен систем и притоа со социјална реформа, пристапот до детски и образовен додаток се зголемува за 20 пати повеќе деца. Со законот за социјална заштита унапредени се лица и овозможени подобри услови за лица со попреченост. Постојат можности да се користат и следниве услуги на лица со попреченост, а тоа се лична асистенција и услугата домашна нега. Дополнително, право на попреченост е проширено и за лица со интелектуална попреченост, додека додатокот за надоместок за плата на скратено работно време на родител кој чува дете со попреченост е зголемен и изнесува до 50% од просечната нето плата. Со покачувањето на просек од околу 26% на парите за социјалната сфера, вратено е достоинството на социјалните работници. Почитувани сограѓани, реформската влада, предводена од СДСМ, се грижи за унапредување и заштита на човековите права, за сите со попреченост и со развој на социјалните услуги е создаден ефикасен модел за поддршка што ја добиваат нашите сограѓани, а со тоа ја менуваме свеста кај граѓаните во прифаќање на различностите и градиме едно општество за сите. Со ова е овозможено секој да го постигне својот потенцијал во општеството, затоа што веруваме во инклузивно, еднакво општество, општество кое дава шанса и се грижи за секој поединец. Граѓаните на општина Кочани ги гледаат овие реформи, ги користат овие придобивки, ја воочуваат разликата од претходниот режим и го препознаваат патот по кој сите заеднички одиме, а тоа е патот на просперитет, хуманост и солидарност. На прав пат сме. На 12 април победуваме.